Ова е темата на која што разговараме со гостинката во студиото 3 на Македонската телевизија. Хроничната обструктивна белодробна болест е група на белодробни заболувања кои што го отежнуваат дишењето и истата како состојба доколку навреме не се дијагностицира и лекува, со текот на времето се влошува. Не сакаме да плашиме, туку само презентираме факти кои велат дека токму ХОП е четвртата водечка причина за смртност во светски рамки. 16 милиони луѓе во Соединетите Американски држави се дијагностицирани со ХОП секоја година, а како еден од најголемите ризик фактори за развој на ова заболување е токму пушењето на цигари. Кои се симптомите, што подразбира дијагностиката и како пациентите со ХОП да имаат квалитетен живот? Е тема која што на меѓународниот ден посветен на ХОП ја отвараме токму со пулмологот доктор Марија Здравеска. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро. Драго ми е да повторно имам шанса да учествувам во вашата емисија. Зборуваме за актуелна тема, иако за ова треба да се зборува 365 дена во годината, не само еден. Ние го правиме тоа низ редовните рубрики секоја среда. Но, меѓу другото, бидејќи денот е баш денес посветен на ХОП, решивме да направиме исклучок, па да ви повикаме доктор и во вторник. Никола започна со статистика. Нема ние да зборуваме многу за статистики. Генерално, ковид пандемијата помеша се, па дури и статистиките, но каков е вашиот впечаток? Расте ли бројот на пациенти со хронична обструктивна белодробна болест? Знаете како, тешко е да кажеме сега дали расте, бидејќи заради истиот тој ковид многу малку од пациентите во тек на претходните години ние ги добивавме на нашата клиника, за жал заради целокупната организација на здравствениот систем, заради доминацијата на ковидот нели во сите амбуланти, заради што се плашам дека и едно субдиагностицирање веројатно постоело, но да, не само кај нас, туку и во светски рамки болеста, бројките растат на болеста, некаде околу 3,3 милиони луѓе се очекува дека умираат од ХОП секоја година, така што тоа е навистина една фрапантна бројка. И баш заради тоа мотото на овогодишната нели глобална иницијатива за хронична обструктивна белодробна болест и ХОП ден е Healthy Lungs for Life, односно што на англиски има две значења практично да ги одржиме нашите бели дробови здрави доживотно, односно да ни траат за целиот живот, или колку е потребно да имаме здрави бели дробови за добар живот, нели може да се свати на двата начина тој идиом. Хронична обструктивна белодробна болест има многу неспецифични тегоби од самиот почеток во најраните стадиуми и ние многу тешко ја откриваме, односно многу малку луѓето самите препознаваат во кој момент треба да се пријават на својот матичен доктор, а многу е и неопходно важно е да се открие во што поран стадиум, кога се уште белиот дроб не е премногу уништен, да кажем, бидејќи основната карактеристика на болеста е едно прогресивно пропаѓање практично на белите дробови кај пациентите, кое што не е можно да се врати назад. Значи не постои регенерација на белиот дроб. Она што е изгубено е и затоа ние апелираме да се мисли на оваа болест, да се препознаат симптомите и од самиот пациент, а и од примарните здравствени служби, за да можело што порано ние да ги добиеме овие пациенти, за да се превземат мерки за да се сочува што поголем дел од белодробната функција. Доктор Здравеска, за симптомите нешто подолу во разговорот, она што ни интересира во моментов е кои се оние фактори кои што играат клучна улога кај ХОП, дали е тоа генетиката, стилот на живење или пак нешто сосема друго? Знаете како, веројатно во се има малку и генетика, но не е потврден генетски фактор директен за белодробните болести. Сигурно има предиспозиција, не сите луѓе добиваат ХОП што ќе бидат изложени на разни загадувачи, но токму изложеноста на загадувачи и вдишување на загадувачи е основното кое што ја предизвикува болеста, и тоа има статистики светски, иако ние секогаш и навистина еден голем дел го обвинуваме, еден голем дел е причина загадувањето на дворешно, некаде во 20% од сите случаи во ХОП се должат практично на надворешно загадување, но секогаш помалку мислиме или помалку сакаме да си признаеме дека пушењето е еден од најголемите фактори, односно 40% од сите болни во светот регистрирани со ХОП, практично кај нив основниот фактор бил пушењето,
а некаде околу 15% е изложеноста на домашно загадување заради согорување на биомаси, особено карактеристично во некои средини, во некои земји во Африка, во некои земји во Мала Азија, Казахстан, Узбекистан, кои што заради специфичниот начин на живот практично имаат користат согорување на биомаси внатре во без издувни, без оџаци и такви работи, така да жените, особено и децата, се многу изложени на овие промени. Споменавте, раната детекција е клучна во третманот на хронично обструктивната белодробна болест, но симптомите е тешко да ги препознаеме. Тогаш постојат ли некои знаци и кои се тие кои укажуваат на неопходност од не толку дека е тешко, туку се многу неспецифични. Значи, обично тоа е хронична кашлица, која што трае повеќе од неколку месеци. Обично тоа е тешко дишање или замарање, особено кога пациентот се замара повеќе од луѓето од негова возраст, да кажеме, што може да направат, замарање по угорница, чувство на стегање во градите. Меѓутоа, бидејќи рековме, тоа се најчесто луѓе кои што и пушат, они си ја припишуваат таа првична симптоматологија на тоа, па добро, пушам, нормално е, кашлам. Меѓутоа, сакаме да апелираме дека секоја кашлица што трае подолго време, секоја тешко дишање или доколку почувствува човекот дека неадекватно има замор во однос на околината, на луѓето од околината, треба веднаш да се пријави кај, иако е пушач или човек кој што е изложен на разни загадувања во професионална средина, например, било како, треба да се пријави кај својот матичен доктор за да се продолжи со дијагностика и да се види која е причината на тоа замарање. Не секоја е замарање и не секоја кашлица е хоб, но треба да се види дали е така. Да, превенцијата дефинитивно е најважна. Ја споминавте дијагностиката. Што подразбира самиот процес на дијагностика на хоб? Клучно и централно место во дијагностиката е спирометријата, односно мерењето на протоците во дишните патишта. За жал во Македонија не имаме проблем со тоа заради тоа што спирометриските апарати не се многу широко достапни низ цела Македонија во секоја средина, па некаде во 2008 година ние направивме една акција со помош на Министерството за здравство, ние како клиника за пулмологија направивме една акција со помош на Министерството за здравство да се отворат центри низ цела Македонија во кои што ќе се направат астма центри за астма и хоб, во кои што ќе има не само достапен апарат, туку и обучен персонал за првична дијагностика и препознавање на овие пациенти, за да не би морале луѓето сите да доаѓаат во Скопје. Исто така такви апарати има во сите единици за медицина на труд низ земјата, така што има достапни, но не се доволно достапни, бидејќи предпоставуваме дека кај нас во Македонија бројката на хоб е многу субдиагностицирана. Значи, мислиме дека има многу болни со хоб, особено во полесни стадиуми, кои што ние не сме ги препознале и на некаков начин не успеале да дојдат до првична дијагностика за хоб. И што е најважно во однос на лекувањето, односно третирањето на болеста? Колку промената на стилот на живење игра клучна улога во обезбедувањето на квалитетен живот на пациентите? Она што е клучно во лекувањето, во третманот на хоб е тоа што ние не можеме да обезбедиме, да им понудиме на луѓето дека болеста ќе ја снема. Значи, болеста кога се појавила кај една индивидуа, таа ќе прогредира. Проблемот е како да прогредира што помалку, како да се спречи тоа пропаѓање на белите дробови, па има студии кои што ни измериле просто дека прекинот на пушење или прекинот на изложеност на загадувачот кој што е предизвикал болеста во 80 и нешто проценти ја практично успорува прогресија на болеста, значи не е за џабе, сакам да кажам, но болеста, иако не може да се излекува, таа може да се третира, за да би можела да доведе до да ги намали последиците практично, односно да го намали заморот, да се подобри квалитетот на живот, да се намали чувството на тешко дишање и на стегање во градите, кое што ги спречува луѓето во секојдневните извршување на нивните секојдневни физички, да кажам, потреби и работа и така натаму. Се намали инвалидноста.
Така, го споменавме квалитетот на живот, но во тој контекст колку и да се трудат граѓаните со ХОП, изминативе години има и дополнителни ризик фактори кои што се причина за појава и ризик впрочем по здравјето. Имено пандемијата од COVID-19 представуваше голем ризик токму за оваа категорија на граѓани. Да, особено луѓето кои што не примаат редовно терапија и луѓето кои што не одлучиле да го сменат својот стил на живот и да престанат да пушат, беа многу изложени на COVID и како степен на заразност и како на изложеност, да кажеме, и како степен на тежина на болест кога ќе ја добијат болеста. Тоа е практично двете болести ги напаѓаат директно структурата на белите дробови, секој на свој начин. И навистина имавме проблем со овие болни и уште повеќе апелираме за превенција, за вакцинација, за престанок на пушење, за измена на законите во државата кои што дозволуваат. Сега вие денеска во Македонија не можете да се напиете ни едно кафе некаде да не бидете изложени на пасивно пушење, што навистина сакам да апелирам до сите кои што се релевантни, дека и до сите здруженија други кои што се бават со оваа проблематика да ни се придружат на нас во борбата против достапноста на пушењето на секаде во Македонија и навистина бројките растат. Ако ние некаде пред 7-8 години, 2015 се беа последните мерења, стапката на пушење беше некаде 32%, сега веќе има процени дека од 2020 година, новите статистики се 42% на народот во Македонија се изјасниле како пушачи. Значи не за џабе тие закони практично постојат и тука сакам да ги кажа, да ги потенцирам и улогата и на овие нови модерни електронски и да не сакам дури ни да ги напоменам за да не испадне да ги рекламирам облици на внесување на никотин кои што производителот ги рекламира како да се помош во одвикнувањето, а во суштина изобилуваат со огромни концентрации, некогаш не се ни наведени на никотин, а никотинот е она кое што создава зависноста практично и практично сите тие облици спротивно од нивната реклама создаваат уште поголема зависност и уште поголема склоност, така што има светски студии кои што кажуваат дека корисниците нивни завршуваат двојно, практично стануваат двојно, најчесто за една година стануваат двојни корисници и на електронските и на обичните цигари во желба да го што повеќе примат. Главната мамка е нема барем да има катран. Тоа е објаснувањето кога се Ама има други супстанции кои се штетни. Ја почнавме денешната емисија со Никола со информација за квалитетот на воздухот, кое што беше екстремно загадено ова утро и сега ја отварам апликацијата да видам дали има некаква промена, апсолутно никаква. Затворите ги прозорците, избегнувајте активност на отворено, задолжително маска за загадување. Аерозагадувањето е сериозен проблем за граѓаните со хронично обструктивна белодробна болест. Веројатно ова е соодветен период од годината кога повторно треба да ги вратат маските за заштита од аерозагадување, иако ќе им биде тешко да дишат и со нив. Да, маските, филтрите, апаратите за пречистување се еден од начините да се справиме, но никој од нас, нарочно не нашите власти, да кажам, не адресираат главната ситуација, а тоа е изворот да се намали и тој проблем трае со децении. Оваа година уште поалармантно, не знаеме што се гори, енергетската криза донесе дополнителни не знаеме што ќе биде. И не само болните со ХОБ, туку и здравото население е практично изложено на секакви ефекти од тоа загадување кои што не се само ХОБ, за жал, туку повеќе од 14-15 болести, кардиоваскуларни, очни, кожни и иритација на сите служници и ХОБ, нели се предизвикани практично со ова загадување на кое што сме сите изложени. Апелирам повторно до оние сите релевантни фактори што можат нешто да направат и да го сменат тоа, да нешто конечно направат да се реши тој проблем. ХОП не се лекува, но може да се спречи. Како конкретно треба да делуваме превентивно токму во таа насока? Дел од тоа го кажав, значи прво да го намалиме изложеноста на изложеноста на загадување на секаков можен начин. Тоа е тоа. Многу голем дел пасивното пушење, практично можам да тврдам одговорно дека во Македонија не постои човек кој што не пушач. Ние сме сите на некаков начин пасивни пушачи, бидејќи сме изложени постојано на дим од цигари каде и да се појавиме.
значи да се намали загадувањето и користењето на овие секакви, што рековте вие, односно најмногу биомаси и карциногени пластични маси за кои што слушнав дека и тие се користат во домакинствата, значи дали тоа ќе значи субвенции за загревање од страна на државата, дали тоа ќе значи на некаков друг начин да се реши тој проблем, јас стварно не сум професор да кажам, но изложеноста мора да се намали. И за сите овие промени потребни се и време, и пари, и инвестиции. Во меѓувреме граѓаните треба да преживеат. Би сакала некаде на крајот на разговорот само да споменеме дека 18 ноември е ден посветен на рационалната подигнувањето на свеста за рационалната употреба на антибиотиците. Во тој контекст треба ли да бидат внимателни пациентите со хронично обструктивна белодробна болест? Земаат ли, какво е искуството, земаат ли на своја рака? За жал, болеста е таква да има стабилен на некој момент и екзацербации, значи влошување. Во тек на тие влошувања болните доживуваат зголемување на количината на искашлок, зголемување на кашлица, понекогаш и температури, зависно од што била предизвикано тоа влошување. Меѓутоа апелирам да не посегнуваат по лекарства на своја рака, туку да се пријават кај својот матечен доктор за да се процени дали навистина дали навистина ми е потребен антибиотик, бидејќи не секоја, напротив, само 30% од екзацербациите на ХОБ се практично предизвикани од бактериска инфекција и им е потребен на пациентите антибиотик. Значи, не секоја екзацербација, не секоја влошување, не секоја малку покачена температура, ден, два, три, треба веднаш да се третира со антибиотики. Повторно апелирам до луѓето кои што се одговорни за тоа да ги навистина направат ригорозни мерките да се спречи достапноста на антибиотиците, бидејќи еден добар лек кој што за некого значи спасување на живот, практично ние му го ограничуваме ефектот со тоа што се злоупотребува. Некога навистина ќе биде потребен, тој стварат резистенција бактериите, нормално и тие се организми кои што се бранат на свој начин, они создаваат резистенција против нашите најефикасни антибиотици и потоа кога и навистина има потреба човекот нема да делуваат. Доктор Здравеска, благодарам за гостувањето во Македонија наутро, што уште еднаш гласно проговоривме на темата за која што споменавме не само еден ден треба да биде посветен. Благодарам. Ви благодарам и на вас за шансата да споделам со вашите гледачи. Да, благодарам.